Трет ден граѓани ја блокираат планината Огражден во обид да ги спречат луѓето од Euromax Resources да вршат истражување за рудникот Иловица Штука. Блокадите повторно почнаа откако минатата недела на терен се вршеле археолошки истражувања. Мештаните велат дека не отстапуваат од намерата да го спречат отварањето на, како што го нарекуваат, рудникот на смртта. На патот кој води до местото на кое се планира рудникот, веќе трет ден се распоредени трактори и автомобили. Тие бараат од владата да ја одземе концесијата за Иловица. Со трактори, со автомобили и со црста волја против рудникот на смртта. И можам да кажам дека ова беше успешно, бидејќи конвојот на Euromax Resources беше спречен. Тие се вратија назад. Се огласија и од Зелената партија, чии пратенички го изготвија новиот закон за минерални суровини. Дом бара почитување на овој закон и забрана за рудникот. Тој проект е антиеколошки и ги загрозува животната средина и здравјето на граѓаните. Гледано правно, тој замислен рудник има документи со одамна истечени рокови, слично на Казандол. Рудникот Иловица треба да се заборави и поради тоа што предвидената технологија е во спротивност со измените на Законот за минералните суровини, со кој се забрани употреба на цијаниди и сулфурна киселина во рудници со отворен коп. Оваа одредба важи за сите рудници што треба да аплицираат за концесија. Таков е и Иловица, тој е рудник во најава, без валидни документи и концесија. Еден месец по донесувањето на законот, премиерот и министерот за економија го посетија регионот и остварија средба со граѓаните. Тогаш уверуваа дека здравјето на луѓето ќе им биде на прво место при донесувањето на одлуката и ветија дека ќе се почитува законот во однос на цијанидот и останатите опасни материи. Претходно спорен беше и рудникот Казандол, чиј договор беше прекинат од страна на владата, а пред еден месец и управниот суд донесе пресуда со која потврди дека раскинувањето на договорот е законито.